Утре вечер ќе се одигра премиерата од представата Ковчег за двајца во Штипскиот народен театар. Ова е предпоследна премиера за оваа тековна година за која картите веќе се распродадени. Станува збор за Ковчег за двајца, кој што воедно и предпоследна за оваа година, бидејќи паралелно со ова се работи уште една детска представа која што најмладата публика ќе може да дојде да ужива во магијата која што нашите актери ќе ми ја представат. Но за тоа потоа, сега сме тука да разговараме за Ковчег за двајца од Жан-Пиер Мартинес, а во режија на нашиот Никола Ристов. Ме радува фактот што најпосле имаме еден ваков автор кој што е еден од најпоследуваните во Европа и во цел свет, да. Во изминатите години и мислам дека Штип заслужива да имаме една ваква представа. Станува збор за комедија во која на ден на изборите се продава ковчег на двајца кандидати. Самиот процес представува предизвики за режисерот и за актерите, но сите согласни дека било интересно и забавно. Ова представа е на Жан-Пиер Мартинес, веројатно најпоставуваниот автор моментално во целиот свет. Се поставува некаде во 93 држави и моментално, колку што прочитав утринова, некаде околу 250 представи се откупени од него моментално, така да среќен сум што го работиме кај нас. Тој е толку поставуван затоа што работи на еден многу интересен начин, каде што става нормални работи во многу ненормални средини и ситуации. Така да и оваа наша представа, иако е комедија, целото действие се случува во една агенција за погребни услуги, така што самото по себе тоа беше голем предизвик како за мене за режисер, така и за колегите актери. Со оваа представа се збогатува програмата на Народниот театар во Штип и понудата која се нуди на граѓаните. Така решивме да направиме една копродукција за да ја збогатиме програмата. Околу ликовите. Секојаш е добитна комбинација кога ставиш несекојдневни ситуации во некои чудни места или чудни, обични места како што е нашиот случај во погребално предпријатие. Јас го играм ликот на Габриел, кој што е сопственикот на погребалната агенција и кој што се обидува да продаде на денот на изборите еден ковчег на двајца кандидати. Во меѓувреме се бара карта плюс за секоја представа, па како што вели директорот, показателот е дека движењето е одлично. Представата Ковчег за двајца ќе се игра и во вторник на 9 декември.